Фудбалерите на Делчевска Брегалница стана есенски шампиони во третата македонска лига Исток, откако на вчерашниот надпревар на домашен терен го совладаа незгодниот Малеш од Берово. Во мощни интересен надпревар на кој беа досудени дури 3 црвени картони на гостинските фудбалери од Берово, екипата од Делчевска Брегалница успеа да постигне 2 гола во финишот на двете полувремиња и со тоа да го заврши последното коло во третата македонска лига Исток на чело на табелата. Тренерот на Брегалница Гоце Попов, задоволен од играта, оцени дека победата беше очекувана и додаде дека амбициите и успесите на тимот и во вториот дел од сезоната ќе продолжат и ќе бидат кронисани со влез во втората фудбалска лига, но како што вели, за сето тоа е потребна стабилна финансиска поддршка. Значи, како и очекувано, ние очекувавме дека противникот ќе излезе во најдобар состав. Се покажа дека жустрината што ја има со нив и желбата огромна за победа не беа доволни, заради тоа што нашиот тим се покажа дека е поквалитетен. Она што го договоривме во совлекувалната, играчите го остварија на терен и вроди со плод. Не само на овој надпревар, значи на секој претходен надпревар играчите дават максимум и заради тоа го добивме тоа прво место или есенски прваци. Единствено со помошта, она мала помош од општината што ни ја даваат максимум. Јас сум презадоволен од нив, преблагодарен, меѓутоа не може да продолжиме на ова ниво, значи ако сакаме да одиме напред и да одиме во втора лига, мораме финансиски да го стабилизираме клубот. Да имаме стабилни финансии, тоа ќе се одрази и на игра, и на појачување со играчи и да се спремаме практично оваа полусезона да биде припрема за да влеземе во втората лига. Играчкиот кадар е многу добар, значи екипата отскокнува од сите противници. Имавме во текот на полусезоната тешки утакмици, меѓутоа овие момци покажаа срце, значи и на гости да се земат бодови, извојувавме тешки победи на гости и исто и на домашен терен. Од нив сме презадоволни, од работата како доаѓаат на тренинзи сме презадоволни. Единствено што треба сега е да обезбедиме некои финансии, да им се одолжиме на еден начин. Ние не го викаме ни плата, тоа го викаме хранарина, да не ги навредиме, значи со тие суми кои што им ги даваме. Се надевам дека сите приватни фирми заедно со градоначалникот и со општината ќе смогнат сили да се собереме малку поголем фонд, буџет, за да можеме организацијата да издигнеме на повисоко ниво. Сплотеноста на тимот беше клучна за победата на тешкиот надпревар во градското дерби против Малеш, истакна еден од капитените на Делчевска Брегалница, Даниел Атанасовски, и изрази задоволство од сите играчи. Благодарам за честитките. Како што кажавте, имавме неколку тешки гостувања кои што заедно со екипата сплотено ги добивме, заедно со помош на тренерите. Особено за денешниот надпревар знаевме овој надпревар од какво значење, ова е локално дерби. Нашиот противник исто така беше доста тежок противник. Тие дојдоа на победа, но ние знаевме која е нашата цел. Знаевме дека само опција ни е победа и тоа го докажавме. Оценка, јас сум задоволен од сите играчи на сите надпревари и се надевам дека ќе го задржиме истиот играчки кадар со можеби неколку појачувања за да ја достигнеме нашата цела, тоа е влез во втора лига. Фудбалерите на Малеш цврсто се спротивставија и ја контролираа играта во првиот дел на надпреварот, истакна тренерот Дамјан Аврамски, но сепак неколкуте судски одлуки не одеа во прилог на екипата на Малеш и придонесоа за овој резултат. Тој им ја честиташе победата на Делчевска Брегалница и им се заблагодари на топлиот пречек и организацијата од клубот. Како прво, голема благодарност со страна на пречекот на домакините, како вистинска професионална екипа која претендира за влез во повисока лига, значи немам замерка ништо за домакинот како организатор. Бевме добро пречекани. Секогаш јас така ги советувам моите играчи да ги бараме грешките меѓу нас и секој да тргне од сам себе. Така да сметам дека ние во прво полувреме имавме контрола врз играта, но како и секој пат го плаќаме данокот на неискуство од страна на поединци во иднина се надевам дека ќе го отстраниме овие работи. Примивме гол точно пред крајот на полувремето, пробавме да се вратиме во второто. За разлика, морам да најдам малце замерка за судењето. Сметам дека бевме оштетени во неколку ситуации, но тоа е тоа. Честитки уште еднаш за победата на домакините. Првенството не е завршено е само полусезоната, така да
Се надевам дека во втората полусезона ќе се вратиме поискусни, поспремни и ќе ги надминеме своите грешки. Иако заинтересираноста за овој дерби надпревар меѓу двата соседни градови кои има долга традиција и е од големо значење беше на високо ниво, сепак поради ситуацијата со ковид надпреварот се одигра без публика. Интересот на ова фудбалско дерби го привлече и вниманието на градоначалникот на Берово кој го проследи надпреварот, па се надеваме дека заедно со градскиот татко на Делчево ќе смогнат сили во наредниот период да придонесат за уште поголема поддршка за двата клуба од крајниот исток на државата.